Така е, Сузана, ова линковско јавување во живо го посветуваме на темата битолското примерно здравство, односно здравствениот дом, институција која е од витално значење за граѓаните. Наш гостин, директорката Весна Спирковска. Госпоѓо Спирковска, примарното здравство во Битола ги има почетоците од самиот повоен почеток. Точно така е. Уште од 1948 година почнал да се гради овој здравствен дом и врвел низ неколку етапи на доградби, така да денес представува главен објект за примерна здравствена заштита во општина Битола. Во најавата кажав дека е од витално значење за битолчани, а граѓаните, бе моје убедување дека тоа најдобро го почистува вашата организираност за време на ковид кризата. Па така е, ковид пандемијата која што се случуваше во целиот свет беше еден голем здравствен проблем и проблем општо за целото општество, али посебен удар доби здравствениот систем како и секаде, така и кај нас. Во општина Битола, ние како примерна здравствена установа, најголемиот акцент го имавме во две етапи. Тоест, првиот дел, кога беше почетокот на пандемијата со COVID-19, најголемиот удар беше врз службата за итна медицинска помош, каде што пациентите за прв пат нивното појавување беше баш на повикот 194 со првите знаци точно во таа служба за сите пациенти. Додека после појавата на вакцината против COVID-19, веќе тука најголемиот удел го имавме ние со отворањето на пунктот за масовна имунизација и вакцинирањето како единствен услов за спречување на ковид пандемијата се одиваше во нашиот регионален пункт во Битола, во Старото медицинско училиште, како и во другите регионални центри. Кога велиме за Битолскиот здравствен дом, се работи за една пообемна институција. Колку имате вработени и како е организационата поставеност? Нашата институција во овој момент имаме 216 точно вработени, а организационата поставеност е во 8 единици, работни единици или служби, и тоа е службата за итна медицинска помош, како една од најголемите служби. Потоа ги имаме службата за здравствена заштита на деца од 0 до 6 години, или така наречено советувалиште, во чиј склоп припаѓа и поливалентната патронажа, службата за здравствена заштита на деца од 7 до 18 години, имаме служба за спортска медицина, каде што се вршат превентивните прегледи на младите спортисти, службата за детска превентивна стоматологија со ургентна стоматолошка служба, како и рентгенот за заби, имаме лабораториската диагностика, службата за трудова медицина и мислам дека не изоставив никој. Депото за лекови исто, како посебна единица, каде што моментално е актуелно се врши спроведување, тоест обезбедување на инзулинска терапија за болните од диабет. Сепак се работи за еден гломазен здравствен дом, а знаеме дека македонското здравство кубови со стручен кадар. Каква е состојбата кај вас? Има ли проблеми на овој план? Како и во сите здравствени институции, така и во здравствениот дом Битола имаме недостаток од кадар. Мојата насока посебно е во вработување на нови медицински лица. Ние во овој временски период до сега имаме доста вработување, но секако морам да кажам дека во почетокот, точно во 2017 година, имавме персонал чија просечна старосна возраст беше 55 години и можам да се пофалам дека со новите вработувања денес, колку што сме успеале, стигнавме до просечната старосна возраст да биде 48 години, што сметам дека е еден добар показател. Најголемиот акцент го даваме на развој на здравствените служби, за едукација на медицинскиот кадар, посебно за давање на специализации на младите доктори и колку и бројот да се зголемува бројот на вработување, цело време имаме и одлив, тоест по основ на пензионирање најмногу, но често пати се случува и со префрлување од една во друга здравствена институција.
Поради тоа, сметам дека ни се потребни, како и во сите здравствени институции, се поголем и поголем број на вработување на медицински кадар. Самото показател за ова можем да кажем дека за време на пандемијата на COVID-19 ние имавме организираност на пунктот за масовна имунизација со околу 100 вработени во 2 смени. Во тој временски период ние дадовме над 110.000 дози вакцини од било која вакцина, дали Pfizer, Sinovac, Sinopharm, а исто така вршевме и теренски вакцинации. Затоа имаше потреба од кадар и имавме една комплетна реорганизација на работниот процес, каде што навистина 100 вработени да се вклучат во тој дел за масовна имунизација беше голема организациона работа. Покрај тоа што се обудувате да го помладите кадарот, деновиве и отидовте на мало проширување кога е во прашање интересот на младите спортисти. Да, сигурно мислите на отворањето на новата служба во новите реновирани простори, тоа е службата за спортска медицина. Таа беше деновиве отворена, но морам да напоменам дека во овој временски период од изминати години имавме реновирање на повеќе служби, како итната медицинска помош, службите за здравствена заштита на деца, поливалентната патронажа, детската превентивна стоматологија и така натаму да не набројувам. Ги имаме во план да се реновират и останатите, што можам да кажам дека внатре во здравствениот дом ја дадовме душата на здравствениот дом. Мислам дека тоа се чувства и кога доаѓавте. Но најголемиот акцент го ставаме на опремување на службите со нова медицинска опрема, досега со набавување на нови возила во нашите служби. Тоа се имаме набавено 2 санитетски возила, имаме набавено, сега ги очекуваме исто 2 возила за службата за домашно лекување и посебно за медицинската опрема и најчесто внимаваме да биде тоа некоја нова, иновативна. Имаме нова стрес тест трака во службата за спортска медицина, спирометри, ЕКГ апарати, колички за посебен транспорт на пациенти по скали и така натаму, значи тоа е нашата цел и најголемата е доедукација со доделување на специализации на младите доктори. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата Програми на градови, во посакувам и понатаму што чекови, посебно во овој период кога македонското здравство е на сериозни искушенија. Студио, ова беше се од Битола.